Тука имаме единствена жена лидер на партија. Тоа е Маја Морачанин од Дом. Помала партија, секако мора да кажеме, бидејќи во овие поголемите партии тоа до сега не се случило. Или за жал не, јас се надевам дека наскоро ќе се случи и тоа да биде жена лидер на друга партија. Ние, еве да речем, имаме традиција во Дом и предходната лидерка, значи жена, и сега сум јас повторно жена, и ние имаме сосема поинаков пристап во однос на прашањето на женските права и родовата еднаквост, што е во согласност со зелените политики и зелените вредности, и тоа е така и во сите зелени партии, така и во Дом, затоа што ја препознаваме важноста на родовата еднаквост, не само од аспект на правата на жените како човекови права, туку точно и ова за кое Санела зборуваше, бидејќи невозможно е да имате прогрес и развој на општеството ако половина од популацијата не е целосно вклучена во сите општествени текови и не се користи потенцијалот на овие жени. Така што ние одамна го применуваме овој принцип, еве и сега половина од членовите на Централен одбор се жени, имаме повеќе жени во извршниот одбор отколку мажи. 2013 кога учествувавме самостојно со своји листи на локалните избори, исто така половина од кандидатите за советници во локалната самоуправа беа жени, така што тоа е нешто што кај нас во континуитет се спроведува, а еве кај Европските зелени последното раководство од 9 членови на комитетот 6 се жени. Така што ние и во програмата на форумот на жени на Дом е нашиот став дека потребни се квоти 50% жени. Значи најмалку 50% жени мора да бидат вклучени и во сите тела на партиите, но исто така и во парламентот, во извршната власт и ако сакате и во управните и надзорните одбори на предпријатијата, затоа што и тоа е еден многу клучен момент кога зборуваме за права на жени и родова еднаквост, вклученоста на жените во управувањата и во економскиот дел, а не само во политичкиот за кој сега. Така, ние, например, поднесовме и предлог закон во парламентот, меѓу другото за промена на изборниот модел, нели, со една изборна единица, отворени листи, но во тие предлог измени беа содржани и предлози за 50% жени, за зголемување на сегашната квота, која што е 40% на 50%. Јас навистина жалам што ова предлог законско решение не се усвои, бидејќи имаше расположение практично во парламентот и не само меѓу пратеничките, туку и помеѓу колегите мажи, но едноставно повеќе мислам дека пречеше измена на моделот со една изборна единица, па потоа можеби отварање на листите, отколку самото зголемување на квотата. Мојот впечаток е дека овој состав, предходниот, еве сега веќе на собранието, имаше потенцијал и расположение за да се зголемат квотите и се надевам дека тоа во следниот состав ќе се